Здраво, здраво. Учиме германски со левел, повторно уште едно ново видео. Направив пред некаде, може месец дена или повеќе, направив видео за придавки. Меѓутоа тоа беа само дел од придавките кои што ги има во А1 ниво. Сега одлучив да направам уште една лекција во која што го опфатам малку поголем број на придавки кои што ви се потребни, но на самиот почеток, да не должам многу, ќе ги повториме придавките од минатата лекција на брзинка. Ги имавме gross, што значи голем, mal klein, neu нов, alt стар. На близку, hoch висок, niedrig низок, gut добар, schlecht лош или лоша лош, всеедно во кој род е, modern модерен, altmodisch старомоден или немодерен, bequem удобен, опозит е unbequem неудобен. Скапо беше тоја, ефтино билих, рајх богат, во ова лекција ќе го имам и сиромашен, јунг млад, алт стар, фил многу, вених малку, забележувате В се чита Ф, W се чита В. Ви кажав дека нема да има посебна лекција за правила, бидејќи искрено на мене ми беа при учење на германскиот јазик проблематични, кога требаше одеднаш сите правила на едно место, на едно ливче да се учат, вака мислам дека е полесно. Значи В е Ф, имаме фил и, па после него е долго и, се чита фил. Вених и Г на крај их, вених малку, ланг долг, курц краток, schön, убав, имаше умлаути, тоа се букви кои што имаат две точки од озгора, ќе ги научиме и нив. Ова се чита О како Ü. Schön. Hässlich, грд. Hässlich, А со две точки е, како се чита повеќе како Е. Hässlich. Leicht. Е, па и, ај. Значи, leicht, leicht, лесно. Schwer, тешко, С, Ц, Х, Ш. И W повторно В. Швеа, тешко. Шнел, повторно имаме С, Ц, Х, шнел, брзо. Лангзам, споро. С го читаме како З. Лангзам, споро. Хајс, жешко. Повторно имаме Е и. Хајс. Буквата последна за сите оние кои што може би има и такви кои што прв пат се среќаваат со германскиот или ги немаат гледано претходните лекции. Ова е СЦ или 2С. Хајс. На последната буква е 2С. Калт студено, варм топло, лека вкусно, Р на крај како А се изговара, лека вкусно, еклих невкусно, брајт широк, широка, широко, шмал тесен, тесно, хел светол, дункел темен, темно, лустих интересен и ланг вајлих здодевен. Ова беше мало повторување на оние придавки кои што ги имавме во претходната лекција за придавките. Се надам ви користи ова, бидејќи сепак повторувањето е што велат мајка на знаењето. Продолжуваме со нови придавки во оваа наша 31-ва лекција. Лека по лека стигнавме значи до лекција број 31. Првиот збор е freundlich, пријателски. Freundlich. Непријателски или опозито, тоа е unfreundlich. Забележувате кај некои од придавките се додава У и Н, значи unfreundlich, и имаат опозитно или спротивно значење. Laut е гласен, меѓутоа посебен збор, ruhig, тивок или мирен. Haupt се го сретнале сигурно, главен. Сега, ако сте биле во Германија, може да се забележале Haupt Bahnhof, тоа е главна железничка станица, или Haupt Gericht, главно јадење. Ручекот, Hauptgericht, или Hauptstadt, главен град, штат е град, Haupt е главен, Hauptstadt, главен град. Ова се зборови кои што може би и до сега ги имате сретнато, меѓутоа може би не сте знаеле кој збор што значи. Müde, уморен. Одиме понатаму со придавките. Nützlich, корисен, У со две точки се чита како Ü. Ги сретнавме овдека О и У со две точки се читаат како Ü, додека А со две точки се чита како Е. Сите умлаути три ги сретнавме во оваа лекција, значи имаме овдека nützlich, корисен,
Nutzlos, бескорисен. Дик е дебел, додека слаб на германски е дюн, слаб или тенок. Продолжуваме понатаму. Фест е цврсто, меко е вајх, меѓутоа тука они користат уште еден збор лока, тоа значи меко опуштено нешто. Ви кажав во некои од лекциите дека исто германскиот се зборува нели во Австрија, во Швајцарија и секако поголема земја и држава е Германија и во сите краеви не може да се зборува нели секогаш исто со ист акцент, со ист дијалект или исти зборови, така да ќе сретнете во тек на лекциите и различни зборови или кога ќе отидете во Германија можете да сретнете и други зборови. Среќен е глуклих, среќен, глуклих. Траурих, и г на крај их. Траурих, тажен. Гедулдих, стрплив или трпелив. Гедулдих. Унгедулдих, нестрплив. Унгедулдих. Шпет значи касно, доцна. Шпет. Фрү, рано. Фрү. И продолжуваме понатаму, се надавам дека не брзам многу со зборовите, бидејќи имаше повеќе зборови за повторување, па гледам да не биде предолга лекцијата. Одиме со флајсих, вреден, флајсих. И тука го ја сретнуваме буквата SZ или 2S, флајсих, вреден. Фаул е мрзлив. Точен, рихтих. Ова би можело нели за одговор, точен одговор, рихтих, а погрешен е или неточен е фалш. Ви спомнав и во претходната лекција го имавме рајх, богат, сиромашен, арм. Сиромашен, арм. Јак, силен, би било штарк. Слаб, швах. Швах, слаб. Љубезен. Хюфлих, хюфлих, љубезен. Имаат уште еден збор што често се употреба, тоа е зборот нет, љубезен. Би го спомнав, хюфлих бидејќи нељубезен е спротивно опозите хюфлих, хюфлих, нељубезен. Сладок, зюс. Како опозит од зюс или сладок го среќаваме и горчлив бита, меѓутоа тука го запишав и зауа кисел, скиснат. Зауа. Одиме понатаму, слободен е фрај, слободен. Унфрај, зафатен. Бекант, познат или славен. Унбекант, непознат, неславен. Фол, полн. И празен, лер, празен. Кој збор сигурно сте го слушнале, лер, празен. Одиме понатаму, гемутлих, удобен, меѓутоа зборот гемутлих можеме да го сретнеме и како со друг превод, например како пријатен, комфорен. Ungemütlich, неудобен, некомфорен, непријатен. Gesund, здрав. Ungesund, нездрав. Глад, мазен, мазно. Сигурно сте слушнале реченица, работа не оди гладко, не оди мазно, се оди како подмачкано, значи оди работата, врви, глад, мазно. Рау, грубо. И тоа беше и последната придавка во оваа лекција. Учиме германски со Левел, лекција број 31. Ви благодарам на сите што ги следите нашите лекции, што не поддржувате. Се надевам дека и оваа лекција ќе ви биде од корист. На крајот само да ве потсетам, доколку сакате да ги добивате нашите лекции, да бидете во тек со нашиот канал Level Center, направете subscribe на овој канал и ќе добивате се она што се случува ново и новите видеа на нашиот канал. Доколку ви се допадна ова видео, ставете лайк, ве поздравувам и ви посакувам убав ден. Чус!
Со нас учењето германски е полесно. Онлайн часови, видеа на YouTube, скрипта прилагодена за вашите почетнички потреби. Освен зборови и реченици на германски јазик, добивате и превод на истите и како се читаат напишено со кирилица. Доколку сте заинтересирани, нашата скрипта можете да ја порачате на линкот кој што го имате во описот на ова видео. Левел Едукативен центар.